Здраво, 19 часот и 5 минути. Вие сте со најновото издание на Плеаут. Останете на овој канал, затоа што следуваат многу интересни содржини и многу музика. Еве што ќе гледате денес. Битолската рап сцена на едно место. Ексклузивно во Плеаут, новиот спот на Коста Фристайлер. Денешното издание на Плеаут го посветуваме во целост на битолската рап сцена. Конечно, после долгиот период на стагнација на хип-хоп сцената во Битола, дојде до нејзино будење. Имено, во петакот, во ноќниот клуб Позитив беше организирана рап журка, каде беа промовирани сите елементи на хип-хоп културата. И конечно, на едно место сите рап изведувачи. Плеаут беше таму, а како си поминавме, погледнете во положение. Респект голем, значи после 4 години, 5, некој да направи ваква журка. И уште многу спотови на човеко. Пуште, братче, кец. Подсвета, директ во подсвеста. Знам нема ништо да сменам, но тоа е реалноста. Дека сите заедно че гориме кон пропаста. Знаеме дека нема љубов денес, се е за пари. Ако си шема во градот, можеш секоја да кари. Гледат материјали, а друго не ја занима. Битно е да има кеш. Вечер во Плеаут во Позитив, во една атмосфера каде што има многу гужва, каде има многу рап музика, ќе има многу рап артисти од Битола, а јас моментално ќе зборувам со Коста кој е иницијатор и организатор на ова манифестација. Кажи ми, чија беше идејата, од каде дојде, сето ова се организира, кој ти поможи, дали сам го организираш и нешто повеќе околу оваа случка? Па вака, најпрво благодарност до вашата емисија, значи до вашата телевизија. Јас лично сам го организирам ова. Решив, значи покрај 2 години стагнација на хип-хопот во Битола, решив да направам една забава каде што ќе ги соберам сите хип-хоп групи кои што се занимаваат со реален хип-хоп и да направиме, значи тоа да го направам во склоп со промоцијата на мојот спот. Се собравме еве сите. Вечерва ќе се деси промоција на мојот видеозапис за песната ме прави посебен. Мислам дека ќе бидат сите задоволни, ќе бидат застапени повеќе елементи, како брейкденс, битбокс, MC, DJ и така натаму. Кои артисти ќе ги видиме вечерва да настапуваат тука? Па има долу, значи 13-14 групи као Freedom Fighters, Звукот од Ивот Јас и Донтон Ива, Strong Nation, Бертини MC, Шабац, MC Јакуб, много. Ќе ве видиме прилично. Кажи ми дали ќе има и гости од надвор од Битола, не те слушнав добро, мислам дека слушнав едно име на рапери од Битола или се лажам? Не, Сте надвор од Битола. Така, не, значи стрикно битолска хип-хоп сцена. Ќе се презентира вечерва, на ова забава нема да има гости од други градови, стрикно од Битола. Дали ќе се одржува секоја година традиционално или ќе гледаме и некои други вакви дешавки, значи некои други манифестации, ваков карактер? Така, значи овај настан планирав да биде како една одскочна даска, на која што после континуирано и ова година ќе правиме се повеќе забави, ќе се трудиме да издигнеме хип-хоп културата на повисоко ниво, кој што во последните години мислам дека сите кои што ја пратат хип-хоп културата се сведоци дека малце е спласната, како и другите музики. Затоа се ќе направиме, јас лично како индивидуа се ќе направам да се крени хип-хопот во Битола. Ти благодарам и за што го смисли овој настан, што го искреира на некој начин. Се надевам ќе се гледаме на повеќе вакви манифестации. Благодарам и што дојдевте тука, што не поддржавте. Ќе се видиме, значи една љубов, респект, поштовање, тоа е тоа. По не знам кој пат поетика гости во Плеаут. Добре дојдовте по не знам кој пат. Добре ве најдов. Се надевам ќе се гледаме и уште многу почесто на вакви настани. Кажете ми со кој песни ќе настапите вечерва? Па пред се ќе промовираме песни од албумот, што го издадовме сега брзо. Така да ултиматум, таа е водечката песна од албумот и уште 2-3 други. Колку често во Битола се одржуваат вакви манифестации? Ајде една информација од
ваша рака како рапери, колку живее сцената во последните, можеме да видиме овде пред брзо време промоција на албум, сега е ова. Колку има вакви работи во Битола? Вака со настапи, ја ти кажам, не ни памтам кога беше последен пат. Сега ќе видиме, ќе се пробаме, ова ми е моментално кој прв настап денес. Оти немаме настапено може една година. Дали Тоа е голем период, можам да речем. еве како една идеја нека биде, дали ќе се организирате, можеби сите рапери од Битола да се да направите некој си рап фестивал или рап случка кај што ќе може да се слуша рап музика. Моментално се тука 90% од артистите во Битола што се, ќе настапат вечерва. Ако испадни секако што треба, ќе пробаме, ќе направиме, мислам дека ќе биде. Е, сега за гостите сакам да прашам, ќе дојдеме од ова страна. Ти си се уште како гостин во Поетика, така? Кажи ми, ќе настапуваш вечерва со нив или можеби ќе настапуваш со некоја соло песна? Не, ќе настапувам заедно со Поетика на песната Граду мој и уште една имаме заедничка, ќе споиме неколку текстови и матрица една иста заедничка и сите четворица ќе настапиме на неса. Владе, дојди си тука, кажи ми. Дали ќе настапувате во живо, ќе биде плейбек? Дали ако настапувате во живо ќе има трема? Кој е чувството да се настапува пред публика во позитив? Ние досега никош не сме настапвале плейбек, во живо настапваме, вечерва ќе биде во живо. Чувството е безпрекорно. Чисто и безпрекорно. Ке си шетамо ти се многу. Зошто рап музиката толку ретко настапува на плейбек? Која е целта да се настапува во живо? Па еден од елементите на хип-хопот е MC. Тоа што значи дека MC-то е вешт рапер, што знае да разлежи публиката во живо, тоа не може на плейбек да се направи нормално. И тоа е поентата. Значи вечерва ќе ве гледаме Поетика in live. Да, нормално. Океј, се гледаме, има и туба вечер. Генго брате и Чучу брате до мене. Добре, дојдовте во позитив и во плејаут. Добро ве најдовме. Како е? Добро е. Сега за сега е добро, се надевам дека ќе биде уште подобро. Кажи ми, со кој песни ќе се представите вечерва пред ова публика? Па денес ќе се представиме со некои нови песни од да речеме од мојот соло албум, што јас го спремам. Долго време уште не е излезен, ама ќе можеме нешто да представиме на слушателите да слушнат, на тие што се дојдени. Баш за добар рап, мислам, за мрсен онака, пошто ова е тврдо парче што ќе излези и ќе биде доста јако. Би требало да го слушнат и кој ќе излези ќе има и промоција накнадно ќе ве повикаме за тоа да разговарам. Се надевам дека ќе не поканите, ги следиме сите настани, гледам дека рап сцената во последно се движи во нагорна линија. Кажете ми кои се вашите следни проекти, што да очекувам од вас, спомна соло албум, дали можеби ти си гостин во неговиот албум, дали ќе извадиш и ти соло албум и што иде следно? Вака, за соло албумот на Генго сум гостин во неколку песни. Значи, следно планираме да направиме промоција за нашиот официјален албум од Freedom Fighters, значи насловен Битола. Значи, за него ќе има промоција дефинитивно за скоро. Иначе за соло албум ќе видам, зависи инспирација, брату, тоа е. Значи чекаме на инспирација, победа. Намерно го зезам, пошто тој онака не снима во последно и намерно не го пишав на флаер, знаеш. Ама гледам и Боклан, не се пише заедно на флаер, што е работата? Ќе се делите, ќе правите соло, нешто, што е работата? То она мотивација на база на диверзија, знаеш. Да му интересно. Значи да ги изнервирате за да се споите, така? Да, така некако. Океј, се гледам, има и туба вечер, се надевам ќе помините многу. Да му честитаме само на колки за спотот и дека се множат вакви настани. Дај Боже. Па да можеме да се гледаме. Овој пат не играме ферплей. Поетика е делик, искале со вистина, ко Феникс изникнат на сцена кај што има само одмакра, емисија, проекти и настапи. Без паузани месец, ајде пробај така ти, ова е живот, изрезбано ни е на коските. Ти носи се, не вериме буда кој е посилен. И така се јасно се гледа, велевте една љубов, напа после шо го емаш. И така нема веќе, а и подобро е без да чи не бегаш. Ако вистински го правиш, а не за да си виде рапот, не е ваш, не е ваш. Не. Че ме наш тебе заклетва, него нема исте, значи не бегаш. Ако вистински го правиш, се поврза со рапот или тој те обрза. Се има чувство на среќа или фина потреба. Рапот не е за слава и успех или игра за престиж. Тоа е со нас во моменти. Јаков, добре дојде во плејаут. Добро ве најдов. Кажи ми со кој песни ги се представиш вечерва? Вечерва се представив со песните Изреволтиран и Кој е виновникот. Кои се твоите планови? Ќе спремаш албум, ќе спремаш спот?
Па сега за брзо уште немам никакви планови, ама ќе биде и то со тек на времето. Благодарам, се гледаме на настап. Готово, не е проблем, се гледаме, поздрав, исто така и тоа е то. Респект до Мега ТВ. Вечерва пишеше Шабац, ама сум со Баклан. Кажи ми, ајде ќе почнам, пошто тебе ти има на плакатот како Шабац, кажи ми со кој песни ќе настапуваш вечерва и дали ќе настапува сам? Ќе настапувам само како придружен вокал, го земам нормално член од групата, ќе настапувам со две песни од албумот. Срање кој ćeš да волиш се вика едната, се интересен наслови и другата е Треп Манија. Како за прв пат ќе биде промовирана вечерва во Позитив. И двете песни се од албумот 1000 причини. Кога да очекуваме промоција на твојот албум? Се случуваат многу рап слушки во Битола, следна верувам дека е твојата. Следна е сигурно мојата, значи работиме кон тоа да биде, се надеваме дека кон крајот на летото, јуни, јули, август, негде тоа време, би требало да има промоција на албумот и се надевам ако стигнам и за видеозапис, направиме исто така промоција за некои од песните од албумот. Се надевам и ќе се видиме на промоција со тебе, Декс. Тебе сакам да те прашам, дали со ова што ќе настапите вечерва со Шабац, со Баклан можеби ќе добие реинкарнација? Па, веројатноста е голема, да ти кажам искрено. Значи, мило ми е што ќе настапиме пак после подолго време заедно и мислам дека ќе добие Баклан реинкарнација. Долго време Баклан немат снимено ништо ново. На што се должи тоа? На мојата мрза. Значи ти си кривецот што Баклан не функционира. Незаинтересираност. Добро, се надевам нема да направам капка на телевизија помеѓу двајца членови, ама се надевам и ќе ги видиме следно. Дали можеме да очекуваме песна од Баклан и Марија? Можете да очекувате, временски период не можам да кажам, ама ќе се работи на нешто сигурно. Ќе ве видиме вечерва на сцената како ќе ги изведите песните, се надевам ќе имате убава вечер, ви посакувам да имате убава вечер, па се гледаме на други макви манифестации. Се надеваме дека ќе биде така. Кажи ми со кој песни ќе се представиш вечерва? Здраво прво на сите, значи супер атмосферата, Коста Фристайлер организира ваков настан, пошто во Битола малце паднате хип-хопо, така да супер ќе биде и ќе се представам со две нови песни кои се со спот прајни. Тие се стихове за модерниот народ и 5 куршуми. И во придружба ќе има уште една песна можност да слушни новата публика со Денис Турбо и Мергин Мачар. Кажи ми, кои се твоите идни планови, што спремаш? Дали спремаш албум, песна, нешто, спот може? Да, значи спремам нов албум кој треба да излезе во текот на ова година, веќе скоро завршен, скоро цел. Се надевам уште некоја песна со Коста Фристайлер, Шабац учествува, Шейди. И ќе видиме понатаму, значи Freedom Fighters изда, ќе види сите, ќе видат. Знам дека сам си го продуцираш албумот, значи сам свој мајстор на се. Кажи ми колку е тешко сам да се снајдеш во ова време да испродуцираш еден албум? Нормално, да, значи кога се прави албум, значи треба да имаш пред се визија, тематика се, да има, значи како да изгледа албумот се, како тоа е тешка ствар, вистина, ти сам текстописец, музика, продукција се. Значи мојата продукција Amazing Records. Поздрав и до Amazing Records, се гледаме вечерва на бината, мислам дека ќе се поминиме многу убаво, ќе има убава вечер. Сигурно, се ќе дајме од себе. Моментално сум со стиховно војување. Вие организиравте еден настап хип-хоп награди кој Плеаут го проследи. Какво е чувството сега друг да ве викни на друг организатор да ве викни на негов настап? Па чувството, како може да види чувството како и секој настап се значи преубо прифатено е, гледаме и публиката дека тука е желна за рап. Се надеваме дека ќе има преуба вечер, стиховно се тука нормално секогаш да ги расположи народот, публиката, тоа е тоа. Браво за стиховно. Кажи ми, со кој песни ќе настапите вечерва и дали настапувате вие во живо? Секако дека ќе настапуваме во живо. Мислам и сите вечерва кои се присутни тука. Нас раперите, барем ние што сме така како рапери кои се декларираме, ние забрането да настапуваме на неживо или плейбек. Кој ви забрани? Самите себе си. Тоа е непишано правило кај раперите. Не смееме да читаме и некој да ни чита во носач на звук, во аудио снимка. Ќе настапуваме со две песни кои се релативно постари песни, ама ние си ги икаме понови затоа што немаме ништо ново се уште. Тоа е Уметничка теза и нашиот последен спот Диета. Уметничка теза е песна која е во соработка со Сиги од Скопје од групата Токсиколози. Диета е нашиот најнов спот, мислам последен околу пред година и нешто.
Така да ќе се представиме со тие две песни кои моментално ни се најсвежи каде да одиме се представуваме со тие две песни. Па се надеваме на добра вечер и успешна рап промоција на Коста Фристайлер секако. И јас искрено се надевам на убава вечер, бидејќи тука се собрани сите рапери од Битола. Кажи ми, дали гледате конкуренција во нештото или едноставно се здружувате како битолчани сите, бидејќи имаше некој поделби на андерграунд, на комерцијала, на не знам какви такви збрки, ама дали вечерва се осеќате како единка? Значи вака, прво да расчистиме, ние стиховно војување не гледаме конкуренција, оти немаме конкуренција, нема појаки од нас. Мајта на страна, значи година мисламеве и сега се докажува дека групите во Битола се единство. Значи, еве, сите исполнија, сите донесовме по некој фан, може да се речи. Исто така неголема поддршка, значи треба најмногу да бидат благодарни на медиумите, затоа јас себе се заблагодарувам до Мега телевизија за ненормалната поддршка и ако продолжиме вака, се повеќе ќе види, па можеби ќе се вратиме во оние златни години кога имаше по 600-700 души на настап. А зошто да не, вечерва гледам дека полека се полни, се надевам ќе имаме и повеќе публика. Тоа беа стиховно. Да останете тука до крајот на вечерта, а не да си замините вака. Секако дека ќе останеме до крајот, мора да ги проследиме сите настапи. Ексклузивно во Плеаут ги гледаме и сите останати настапи. Ти го правиш, а не за да се виде работеваш. Ще ме даш да не заклетвам, него нема изглед, че не бегаш. Ако вистински го правиш, а не за да се виде. Йо! Айде деца, айде! Денес нема калдрва, нема ниту па култура, градот го уништува. Не е мувика, не ура, шинок сток да стерке ми, по него газело. Денес го казал пред новина, само за побитно, беше жив манак и во битот. Старата Битола и друга, по другина. Не сакам градо мој, ако сами нам ги свини, пола душа ти остава во старите. Казалом да спорам, нема ништо да сменам. Знам дека покрај сето ова пак ќе биде иста тема. Не правам ништо злонамерно, само ви отворам очи. И ти го знаеш тоа, мислиш истото, но се пак молчиш и пак. Секој ден истата приказна, исто е знам. Можеш да ме мразиш, но се пак знаеш и сам дека ова што зборувам е реално. Ставете рапери, тоа е деликатна тема. Едно време сите журиш, а денес никде ги нема. Тие што остана, сите се монотонија. Се уште фурат и спил, ко да прават пародија. Супер убаво се врвиме. Колку често ако има вакви дешавки би ги посетувал? Како? Доколку има почесто вакви дешавки, дали ги би ги посетувал сите? Би ги по ова. Кој ти е фаворит вечерва? Dropcop Streeters. Супер, одлично! Операција, сушно субот-сарата. За кој сте дојдени вечерва? За сите да ги слушнете или имате некој што ги го извоите? Јаме фаворит Триумф. Кажи ми како се врвиш вечерва, дали тебе не сва вечер? Па супер е, според треба ваквите работи да се дешаваат почесто затоа што му треба на Битола вакви работи. Така да мора да се дешаваат вакви работи почесто во Битола. Заради кој си дојден? Заради целокупната хип-хоп музика или заради некој кој може да го извоиш? Па можам да речем заради Б-клан. Можам само заради тоа да речем, за ништо друго. Пуште бе. Ја, може вака, јас кога ќе речам треп, вие манија, треп, 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 ја, саби имам раце горе, ја, саби. Ова стана хит треп, ова стана мода, сега рока сите треп, каде и да одам. Рока само треп, само треп, рока само треп, само треп. Ова стана хит треп, ова стана мода, сега рока сите треп, каде и да одам. Рока само треп, само треп, рока само треп, само треп. Треп манија запива како карте. Сега ево вода денес секој вторе трапе. Ноуто крадено, директно од западот.
Klimaj со глава бро, за да биде забавно. Кlimaj, ајде сите да ви питам. Дори имам снимак за ова јаскерика. И не е битно само филмот, нека те кози. Ова рока сеќе од забрак па до зори. Представуваме дрога, нелегална роба. Идиотизам од движење текст за борба. Право за вас, еве аплаудира. Не е битна содржина, само нека се слива. А цела сцена ми наликува на циркус. Станавте напорни ко жената во циркус. Монотони се сведува на ништо. И како што кажам, кlimaj глава не е битно. Ова стана хит тренд, ова стана мода. Сега рокат сите треп, каде и на ода. Рокат само треп, само треп. Рокат само треп, само треп. Ова стана хит тренд, ова стана мода. Сега рокат сите треп, каде и на ода. И рокат само треп, само треп. Рокат само треп, само треп. Со години сум тука, а вие сте од вчера. Интелигенција подрило слабове. Завате погрешна сликара под меза. Не разликува вера, боја и тупак нација. А се има граница, изгледа сте сериозни. Толку можете да свесни сте дека немате коши. Проследени со наспевка, синоним за пародија. Влезени во филмот кој тешко се излегува. Не сум равнесија, ништо не спасува. Чувствувам треба, па се огласувам, него бранам рапот. Секој нека се проба, за сите нека има место на ова почва. Имам многу таленти кои чекат во ред и со нетрпение го очекуваат и кога нивниот труд ќе дојде до израз. Само со вектер во грб се губи секаква смисла. Ова стана хит тренд, ова стана мода. Сега рокат сите тренд, каде и да ода. Рокат само тренд, само тренд. Рокат само тренд, само тренд. Ова стана хит тренд, ова стана мода. Сега рокат сите тренд, каде и да ода. Рокат само тренд, само тренд. Рокат само тренд, само тренд. Рокат само тренд, само тренд. Продолжуваме понатаму со музика од битолската рап сцена. Во продолжение, погледнете го ексклузивно во Плеаут, новиот спот на Коста Фристайлер. Сакаш да си го знаш чабе, обидне ти вред, ја коткички вериме там. Оставам стихови кој врена, стигнав на ниво. Оставам стихови кој врена, улицата ме научи на се. Светот стана бекол, борба за суфлет. Денес би направил се, ако си со скина джеп. Биди реален никој не сака да е возијан. И јас фурав тако филм од светот изолиран. Беше друго време, љубовта беше присутна. Сега раперите се мразат и секој се дисува. Рокав секогаш од душа. Сети се на епицентар, стана фактуелна факса и за некој легенда. Но јас не бев тој тип што го замислувавте. Зависта беше причина за да ме дисувате. Ни секој уста поминав, фала за трчевите и со фристайловите. Име што ми кренав, тоа ставив. Се на стана цврста бариера. Започнав со мрачна ера, сега градам кариера. Не сум од раперите со крадена идеја. Смисла джаве сите песни, подобро звучам на фриз. Времето ни носи промени, тврдите ке останат. Се уште сум дете што нали из душа остава. Не ми е потребна екипа, рапот го носам во себе. Ова е мој начин на живот кој ме прави по себе. Времето ни носи промени, тврдите ке останат. Се уште сум дете што нали из душа остава. Не ми е потребна екипа, рапот го носам во себе. Ова е мој начин на живот кој ме прави по себе. Секоја ствар е минлива и све ке помини. Денес го сакате тоа што бев јас пред години. Раперија тогаш во песни пригавте фристайлеро, буди комплекс, затоа и кењавте. Ова не е омраза, но сакав да ве подсетам. Не дај Боже мојта болка други да ја осетат. Затоа и рокам звески дур на колена. Не клетиш бетлам доста крволочно, без око да ми трепни. Па дали вреди не си ти тој кој треба да каже римова амуниција на Праздам шаржер, секој прекори подсмефе. Јасен доказ дека највеќе бев жртва и победив пред пораз. За некој имам и его, но тоа е мојот штит. Отпор против подлите и злобните ко ти. Дојдете и цела багра, верока ми без остав. Питки сте да видите нешто слично на кост. Времето ни носи промени, тврдите ке останат. Се уште сум дете
брате, што нали из душа остава, не ми е потребна екипа, работ го носам во себе. Ова е мој начин на живот кој ме прави посебен. Времето ни носи промени, тврдите ке останат. Се уште сум дете што нали из душа остава, не ми е потребна екипа, работ го носам во себе. Ова е мој начин на живот кој ме прави посебен. За тие со носот кренат секогаш ке спуштам цена. Ако знаеш што е почитена љубов, брате, ценам. Јас сум токму тој раперот со кошулата, викај ме и факеро што цурата. Тоа беше се за денес. Се гледаме утре во истото време со други интересни содржини и многу музика. А до тогаш, чао!